Веќе добро знаеме за преплавувањето со емоции и како тоа може да влијае на нашиот секојдневен живот, концентрацијата и енергијата. Кога чувствувате дека мислите ве обземаат и вашето тело е исцрпено, важно е да знаете дека храната може да биде повеќе од само гориво. Таа може да стане ваш сојузник и поддршка. Правилната исхрана и емоциите одат рака под рака, бидејќи одредени хранливи материи директно влијаат на мозокот, хормоните и нервниот систем, помагајќи ви да го стабилизирате вашето расположение и да го вратите фокусот. Затоа и не се вели за џабе. Ние сме тоа што го јадеме. Па да одиме по ред и конечно да научиме што треба да има на нашето мени секој ден. Всушност, каква е врската помеѓу храната и емоциите? Храната и емоциите се нераскинливо поврзани, бидејќи она што го јадеме директно влијае на нашето расположение и менталната јасност. Правилната исхрана може да помогне да се намали стресот, да се подобри фокусот и да се стабилизираат хормоните кои ги регулираат емоциите. Исто така, навиките во исхраната често ја одразуваат нашата емоционална состојба, така што внимателно избирање на храна може да придонесе за подобро чувство за внатрешна рамнотежа. Една од клучните состојки во борбата против стресот е триптофан, есенцијална аминокиселина која телото ја користи за производство на серотонин и мелатонин. Серотонинот го подобрува расположението и чувството на смиреност, додека мелатонинот помага за квалитетен сон, што е особено важно кога емоциите се интензивни. Храната богата со триптофан вклучува мисирка, јајца, јаткасти плодови и семки, како и млечни производи. Магнезиумот е уште еден сојузник кој помага да се релаксира нервниот систем и да се намали напнатост. Зелен лиснат зеленчук, јаткасти плодови, семки и цели зрна се одлични извори на овој минерал. Кога нервниот систем е смирен, телото полесно ја регулира реакцијата на стресни ситуации, а вие се чувствувате поконцентрирани и постабилни. Витаминот С исто така игра важна улога во регулирањето на стресот. Ја поддржува функцијата на надбубрежните жлезди и ги штити клетките од оксидативно оштетување, предизвикано од стрес. Цитрусите, пиперките, кивито и брокулата се одличен избор кога сакате да го поддржите вашиот имунолошки систем и да ја подобрите отпорноста на стрес. Витамините Б, особено витаминот B12, помага за енергија и ментална јасност. Како да се борите против мозочна магла? Кога сте преплавени со емоции, лесно е да почувствувате мозочна магла и исцрпеност. Храната, како што се јајцата, рибата, месото и млечните производи помагаат во обновување на енергијата и ја поддржуваат правилната функција на нервниот систем. Омега-3 масните киселини кои се наоѓаат во рибата, јаткастите плодови и лененото семе помагаат во одржување на флексибилноста на мозочните клетки, а со тоа ја подобруваат стабилноста на расположението и јасноста на мислата. Калиумот и цинкот исто така играат важна улога во регулирање на нервните сигнали и рамнотежата на невротрансмитер, што дополнително помага при чувството на преоптоварување. Не смееме да заборавиме на хидратантната храна. Водата, овошјето и зеленчукот богато со вода помагаат во одржување на балансот на течност и електролити, што директно влијае на енергетската стабилност и отпорноста на стрес. Храната богата со холин, како што се јајцата и сојата, го подобруваат фокусот и меморијата, додека тирозинот, присутен во месото и млечните производи, го поддржува производството на допамин, хормон за мотивирање и внимание. Железото е уште еден клучен елемент, помага во транспортот на кислород до мозокот, кој поддржува енергија и ментална јасност. Кога вашето тело и мозок добиваат доволно кислород, се чувствувате повеќе витални и подготвени да се соочите со предизвиците. За целосна поддршка на расположението, храната богата со мелатонин, како што се цреши и јаткасти плодови, може нежно да го врати вашето тело во неговиот природен ритам на спиење. Комбинацијата на овие хранливи елементи покажува колку храната е поврзана со емоциите. Правилно избрана храна ви помага да ги намалите чувствата на преоптоварување, да ја вратите контролата над енергијата и расположението и да му дозволите на вашето тело и ум да функционираат хармонично. Не заборавајте дека рамнотежата во вашата исхрана е исто така клучна. Помалку преработена храна, повеќе свежо овошје, зеленчук, цели зрна и квалитетни протеини можат да направат огромна разлика во тоа како се чувствувате кога животот е зафатен. Заклучокот е едноставен. Кога се чувствувате обземени од емоции, обрнете внимание на храната.
Може да биде моќна алатка за враќање на внатрешната рамнотежа, смиреност и енергија. Правилната исхрана и емоциите се нераскинливо поврзани, а малите промени во менито може да направат голема разлика во вашето секојдневно чувство на смиреност и јасност.